Јас сум Ангела Нацова. Имам 9 години и сум четврто одделение. Денес за вас ја одбрав книгата Првородениот од Кристофер Паулини. Во оваа книга се зборува за младиот јавач на змејави Ерагон и неговите фантастични и неверојатни доживувања. Настаните во оваа книга се случуваат 3 дена по борбата во Варден и 3 дена по умирањето на селиштето. Главни ликови во оваа книга се Ерагон и Сафира, односно неговиот змеј. Исто така и учителот на Ерагон, Оромис, самовилата Арија и Муртаг. Во оваа книга се зборува за тоа како Ерагон дознава дека има брат, Муртаг, син на Морзан, еден од закалнатите, слуга на Галбаторикс, кралот на Алгезија. Но, исто така, и Муртаг бил јавач на змејови, но тој бил подобар во тоа. Еден ден, двајцата си одмериле силата. Муртаг победил, но тој му попуштил на Ерагон и му го спасил животот. Но тој го зел неговиот бел појас со скапоцени камења, бидејќи сметал дека е него, затоа што тој бил првородениот. Мојата омилена случка беше кога Ерагон отишол во Асмера, волшебниот град на самобилите. Таму се одржувала свечената крвна заклетва, која се одржувала само еднаш во 3 века. Таму самобилите ги покажувале своите способности. Ерагон и Сафира биле поканите да ги покажат своите способности. Едни самобили близначки излегле да ја покажат својата способност. Тие почнаа да танцуваат вртејќи се се побрзо и се побрзо. Се додека едната од нив не кажала неколку волшебни збора и го претворила Ерагон во виленик. Но, какви биле намерите на самовилата? Дали тие ќе му бидат на корист од Ерагон? И зашто таа го претворила Ерагон во виленик? Доколку сакате да ја знаете, прочитајте ја. Првородениот од Кристофер Паулини. Ви благодарам за вниманието.